Значи, локалната самоуправа за прв пат организира на трка на мир, кој што наликува на еден полумаратон. Зошто се одлучивте на ваква манифестација? Па преку трката сакавме да испратиме повеќе пораки. Денес 2 септември, значи сакаме да испратиме пораката на мирот, колку е тој битен и колку сите заедно треба да се стремиме да ги негуваме оние вредности кои што значат љубов, солидарност, емпатија. Исто така ми се допаѓаше како најмладите зедоа учество во оваа трка од 12 километри, како не се откажа, како стигна до целта, така да тоа е втората порака, мислам, која што е многу битна, тоа е никогаш да не се откажуваме, секогаш да се бориме и за да стигнеме до целта. А третата порака и символика е тоа да успееме да ги негуваме спортските вредности, здравиот начин на живот, да натераме колку што е можно повеќе и млади луѓе и граѓани да ги негуваат здравите навики, да спортуваат, да бидеме поздраво општество, да знаеме да се почитуваме и себе си и нашето тело, така да се надевам дека за прва година се беше во најдобар ред. Од наредните години планираме трката да ја правиме многу помасовна и многу популарна. Преку Министерството за здравство со поддршка за една ваква спортска манифестација. Што значат ваквите едни манифестации како министер за здравство господин Филипче, но и она порака која што сакате да ја опатите преку истите манифестации организирани и за прв пат убаво во внатрешност од Македонија? Многу ме радува една ваква манифестација, маратон. Би сакал да му честитам на организаторот, на градоначалникот. Многу ме радува и тоа што учество земаат и луѓе од сите возрасти, посебно најмлади. Видовме ученици во основна школа. Би сакал да истакнам дека се тоа вредности кои што сакаме да ги имплементираме во нашето општество, заради тоа што спортските активности уште од најмалата возраст значат градење на здрава нација. Земите на Европска унија кон кои што се стремиме да бидеме и ние дел. Таквите физички активности ги организираат да се редовни во секоја возраст уште од најмалата. Во таа насока веќе разговаравме со Министерството за образование да часовите по физичка култура ги направиме секојдневни. Таквите имплементирани искуства во некои земји покажале дека е одлична инвестиција во здравието на младите луѓе, но и дека така се прави спортска нација. Интересно е, реков, ова е вид полумаратон. Во Македонија вакви полумаратони и маратони исклучува Скопје, можеби поголемите центри, но сепак Валандово е едно подрачје кај што можеби го пробива ледот. Дали треба локалните самоуправи да застанат да следат овој пример на Валандово? Секако, би упатил и повик да го направат тоа, заради тоа што ова треба да се случува во секоја општина. Искрено се надевам дека Валандовскиот маратон ќе стане традиционален, а од страна на Министерството за здравство ќе ја даеме целата наша поддршка со тоа што ги кажеме што тоа значи во инвестицијата на здравието на луѓето. Наумов, вие зад себе ги имате оставено, да не кажам сите маратони во светот, но еве и за прв пат на една трка на мир во Валандово, во внатрешноста на Македонија. Колку ваквите трки се потребни и беше ли тешко?
Правим пред се поздрав до гледачите на 24 вести. Дали им беше тешко? Не ми беше тешко, дека ми беше како некој вид тренинг. Дали треба да постојат трки и тоа како? Бидејќи гледаме дека преку трките се пренесува порака за другите, за младите, дека преку спортот се развиваат правилно, имаат здрав живот и нормално дружењето, позитивна енергија. Може да видите околу нас колку позитивна енергија има денес. Така да се разбира дека треба да има повеќе трки низ цела Македонија. Џонов, честитки за првото место во машка конкуренција. Беше ли тешко оваа делница 12 км? Вие спортисте, рекреативец во трчањето маратонско или не? Да, па искрено не ми беше тешко. 12 км не ми беа тешки, искрено да ви кажам. Можев на крајот да запнам, малку повеќе да истрчам, меѓутоа не запнав, затоа што зад мене немаше никој и така мислам дека лесно ги истрчав овие 12 км и... Се занимавате со маратонско трчање? Не, прв пат трчам маратон до сега, прв пат, да. Друго што да кажам, искрено очекував дека ќе биде прв, реално. Тоа беше мојата цел и се оствари мојата цел. Потребни ли се вакви трки во внатрешноста од Македонија? Вакви претежно има маратони во Скопје, но сметаш ли во Ландово, плюс тоа има трка на мирот? Да, па ова е искрено прв маратон во Валандово што се одржува, мислам, ако не грешам, не знам. И потребни се вакви, да, потребни се ги потикнат младите за да спортуваат повеќе едноставно. Данила, мислам дека ја помина прва целта, односно финишот овде на трката на мирот во женска конкуренција. 12 км од Удово, мислам дека и потекнуваш од Удово. Каква беше трката, тешко ли беше и сметаш ли дека вакви трки се потребни во провинцијските градови? Трката конкретно за мене беше малку тешка, бидејќи професионално не се занимам, се тоа рекреативно и сметам дека треба да има повеќе вакви трки, бидејќи се потребни на луѓето. Со вакви трки мислам дека барем луѓето повеќе позитивни ќе се, нема да се негативно настроени. И да пренесуваат пораката, предпоставам, за мир, така? Да, бидејќи во е многу прекрасно нешто, да се трчи, да се дружиш со вакви позитивни луѓе и е убаво да бидеш дел од сето ова. Тешко ли беше да се трча, Зорице? Со поддршка како мојата наставничка не. И не беше тешко. Така. Зошто трчаше и која е она порака што сакаш да ја упатиш до сите дечиња? Јас трчав затоа што сакав да достигнам нешто и пораката е дека не треба да се откажувате. Андреј Трендов. Колку години имаш, Андреј? 9,5. Значи 10 години, а ти Душичко колку имаш? 10 години. Тешко ли беше за Андрејче да помине ова патек од 12 км? Не. Трчаше, се занимаваш со спорт нешто? Се занимава. Со што? Со кошарка. Која е она порака кој што сакаш ти да ја упатиш? Дека никогаш не треба да се откажувам. Треба повеќе да спортувам. Добро, зошто? Зошто да спортуваме? Бидејќи треба да бидеме здрави. Трката е организирана во име на денот на завршувањето на Втората светска војна и целта на истата е преку подсетување на моментите на траур и несреќа од тој период да се прати порака за мир, соживот и пријателство во светот. Нема подобар начин на праќање на овие пораки од организирање на спортски настан. Спортските игри се цивилизацијска придобивка и истите се суштествен елемент за соработка и пријателство во светот. Сега микрофонот ќе му го предадам на Огнен. Благодарност огромна до општина Валандово која што ја организира оваа трка и благодарност се разбира на сите оние што ја поддржаа, затоа што единствено само преку здруженост, преку единство
можеме да подсетиме дека можеме да се избориме против се она што може да наштети на заедницата и да ја одржиме благосостојбата. Токму затоа ваквата трка на мирот, која што освен со оние кои официјално учествуваа, кои се граѓани на општина Валандово, имаше и рекреативци кои ревијално зедоа учество за да ги поддржат токму оние кои беа од најмали нозе, па се до повозрасните, да учествуваат и да покажат дека заедно можеме. Третото место од машката категорија му припадна на Александар Тушевски, кој истрча за 57 минути. Второто место од машката категорија на Усеин Дебиров, кој истрча за 52 минути и 50 секунди. И првото место, впрочем и во официјалната категорија на учесници кои не се дел од ревијалното трчање со најдобар резултат е Џоко Џонов, 51 минута и 9 секунди. Машка категорија. Од женската категорија пак, третото место и припадна на Катерина Јовановиќ, 1 час 12 минути и 24 секунди. Второто место на Митра Кованцелиева со 1 час 8 минути и 38 секунди. И првото место во женската категорија на Даниела Тасева, 1 час 7 минути и 5 секунди. Сега ќе ги избереме на добрите од денешната трка по 12 километарската делница, а во тоа време го покануваме министерот да ги додели наградите. Значи ќе почнеме со надпреварувачките во женска категорија. Трето место Катерина Јовановиќ. Кате? Ете Катерина. Честитки. Добива пехар и благодарница. И секако 30.000 денари кои ги доделува 10 кои ги доделува општина Валандово следва. Второ место освои Митра Кованцелиева која освои 20.000 денари. Честитки за Митра и секако прво место и освоени 30.000 денари Даниела Тасева. Честитки за Даниела. Продолжуваме со машката категорија. Трето место и освоени 10.000 денари кои ги доделува општина Валандово, освои Александар Тушевски. Честитки за Александар. Второ место освои Хусеин Дебиров кој освоила 20.000 денари. Честитки за Хусеин. И секако прво место и освоени 30.000 денари во машка конкуренција добива Џоко Џонов. Честитки за Џоко. Искрени честитки прво на победниците, честитки на организаторот, благодарност на градоначалникот на општина Валандово за поканата.
Во мое лично име и во име на Министерството сакам да упатам порака за поддршка на сите спортски активности, кои што значат сериозна инвестиција во вашето здравје. Многу ме радува што има учесници од сите возрастни групи. Искрено им честитам и на најмладите учесници, ученици во основното училиште и честитам на поддршката која што ја добиваат од нивните наставници. Тоа се здрави навики кои што мораме да ги користиме што повеќе. Впрочем, европските вредности кои што сакаме да ги имплементираме во нашата земја, тоа семејство кон кое што се стремиме да бидеме дел, многу вложува во овие спортски активности. Во развиените европски земји часовите по физичка култура се застапени секојдневно. Тоа сакаме да го направиме и во нашата земја, зашто веќе разговаравме со Министерството за образование. Тоа е начин на кој што здравите навики младите ќе вклучат уште од најраната возраст, сериозно ќе инвестираат во своето здравје, а така се формираат и се инвестира во многу спортисти. Искрено верувам дека ние може да постанеме спортска нација. Честитки уште еднаш. Сакам да ви се заблагодарам на сите кои што зедовте учество во денешната трка на мирот. Мислам дека испративме многу убави пораки, ја организираме по прв пат. Се надевам дека од година во година ќе станува се помасовна и дека надалеко ќе се слуша за неа и дека ќе ги зголемуваме и километрите и учесниците. Сакам да изразам благодарност за министерот за здравство кој што дојде денес да не поддржи, исто така и за модераторите Ана и Огнен, бевте прекрасни. И за сите учесници се надевам дека здравиот начин на живот во нашата општина ќе го негуваме, ќе одиме се понапред и ќе се доближуваме до модерните цивилизацијски вредности. Ви благодарам на сите уште еднаш и се надевам дека до година ќе бидеме уште подобри.